Председателот Доналд Трамп вели дека нивните меѓународни партнери ги третираат САД неправедно и дека е подготвен да искористи силата на економската моќ на САД за да го промени тоа. Тарифите ќе ја направат нашата земја богата. Председателот се закани со големи давачки против секоја нација која ќе ги одбие неговите барања, без разлика дали станува збор за илегалната имиграција и трговијата со дрога или намалувањето на трговскиот дисбаланс на САД. Економистите со поделени мислења за тоа како тарифите би можеле да влијаат врз американската економија и потрошувачите. Тарифната стратегија може да се спроведе на таков начин што трошоците во голема мера паѓаат на товар на надворешната земја. Економистот Джеймс Галбрайт вели дека царините на Трамп би можеле да помогнат да се вратат работните места во САД. Со поскапување на странските добра, целта е да се намали зависноста од увоз и да се зајакне домашното производство. Но некои економисти тврдат дека тарифите го намалуваат потенцијалот на економијата. На долг рок, тарифите ќе произведуваат поголема неизвестност. Од деловна гледна точка, ниту еден собственик на бизнис не сака да инвестира во земја која може да се соочи со царини сега или во иднина. На неговиот прв ден на функцијата, Трамп рече дека размислува за наметнување царина од 25% за стоки од Мексико и Канада, почнувајќи од 1 февруари. Изминатиот викенд тој исто така се закани, а потоа се повлече од воведувањето слични царини за Колумбија. Критичарите предупредуваат дека царините ќе имаат непосредно влијание врз американските семејства и собственици на бизнеси. Тие велат дека трошоците за тарифите за секојдневните работи, како намирници, облека, кафе, ќе паднат на товар на потрошувачите. Одгледуваме кафе во Колумбија околу 150-160 години. Ја поседуваме нашата фарма во семејството скоро 80 години. Джонатан Ечевери, собственик на компанија за кафе, е загрижен дека доколку се воведат царини за колумбиски стоки, како што неодамна се закани Трамп, тој ќе биде принуден да ги пренесе повисоките трошоци на клиентите. Во моментов, ние всушност сме во криза со кафе, каде што цената на стоковното кафе е на највисоко ниво во последните 50 години. Значи, додавањето на тоа 25% потенцијална тарифа или дури 50% потенцијални царина само ќе ги влоши работите. Застапниците за тарифи велат дека не секогаш потрошувачот е тој што ја плаќа цената. Тоа може да е случај, но не секогаш. Треба да прашате како ќе реагираат странските добавувачи. Во некои околности, тие може да реагираат со намалување на нивните профитни маржи и обиди да го задржат својот удел на пазарот. И додека се надзира заканата од царини за Мексико и Канада, американците се подготвуваат за можното влијание врз нивните работни места, бизнеси и цените што ги плаќаат.